Поштовани гледачи, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата ВИС спорт на програмата на ТВ каналот ВИС. Простор и време отстапуваме на успехот на македонските одбојкарски репрезентативци во нашето студио Никола Ѓорѓиев, но и за подготовките на македонската кошаркарска репрезентација во овој издание на емисијата ВИС спорт преку сеќавања за и околу растежот на фудбалскиот клуб Беласица кој минатата недела одбележа 93 години. Се разбира, тука ќе бидат и сервисните информации поврзани со спортот од југоистокот. Се разбира и за репрезентациите. Наша препорака во наредниве 30 на минути да бидете со програмата на ТВ каналот ВИС. Започнуваме веднаш во студиото преку разговор со Никола Ѓорѓиев за и околу успехот на македонската одбојкарска репрезентација во Евролигата. Почитувани гледачи, ова е емисијата ВИС спорт на програмата на ТВ каналот ВИС. Изминативе денови Македонија беше посебно горда на момците од одбојкарската репрезентација кои што ја сочинуваат малтене струмичени. Во студиото веќе забележувате дека капитенот на македонската одбојкарска репрезентација Никола Ѓорѓиев повоти освоеното второ место од Евролигата, каде што македонската селекција буквално плесна на завршниот турнир, иако бевме поразени во финалето од Словенија, сепак со прикажаната игра едноставно докажавме дека сме во врвот на европската одбојка. Никола, честитки за освоеното второ место во Евролигата. Како е да се биде, ајде да не кажам, висе шампион во ова надпреварување? Благодарам. Благодарам многу, па како, чувството е преубаво. Ова се едни од најсрекните денови од нашите животи. Ево со момците пишуваме и се радуваме заедно се уште. Искрено и почнуваат веќе да ми фалат сите соиграчи. Мислам дека еден месец буквално бевте заедно. 2,5 месец. 2,5 месец. 1 јуни. Така, од 1 јуни 15 август. Да, точно подготовки, па потоа оние надпревари во првата фаза од Евролигата и оној завршен турнир. Лани кикснавте, ако не се лажам, со Црнагора и кој што ве одвело. Ете така. Многу годинава се најдовте во Полска. Ако Естонија два пати во она прелиминарна фаза или прва фаза ве надигра со 3:1, ако не се лажам, коригирајте ме. 3:0. Ете така. Но сепак во завршниот турнир на неутрален терен докажавте дека Македонија има квалитетна одбојка. Една хронологија, ако може, Ѓорѓиев, за евролигашкото надпреварување. Да, овака. Значи, момците почнаа од први, и јас пошто завршив последен се приклучив на 9 јуни. И бевме веќе во одлична во надпреварувачка форма. Работевме напорно, работевме многу, секојдневно по 2 тренинзи, преку неделата и сабота еден тренинг, добивавме ден и пол пауза од селекторот Жарко Ристовски. Работевме многу посветено, многу мотивирано, со многу одрекувања, дадовме се од себе во оваа лига и не ја почнавме баш како што треба. Почнавме на, да кажам, катастрофален начин. Оној пораз од 3:0 во првиот меч и директно на МТВ беше едно од јас баш кога потоа ќе кажам дека баш кога влеговме на Final Four веќе ја сакав Естонија, бидејќи чувствував дека им должам нешто, им должиме ние сите нешто и дека такво понижување не сум добил у мојата кариера кој што беше овој прв сет 25-9. Меѓутоа тоа може да се каже, видите, немавме ние пријателски утакмици. Пријателските утакмици. Тоа ми беше зборот. Можеби ви имавте се подготвувавте, но немавте контрола, пријателски надпревари каде што можете да се видат тие во игрени линии или не. Да, па знаете, јас во оваа репрезентација настапувам како примач, а додека јас во клубот настапувам како коректор, така да за мене тие пријателски утакмици се многу битни. Многу битни. Јас во Естонија буквално ми беше тешко да се снајдем каде е, која топка е моја, која не е. И меѓутоа јас уште тогаш реков дека ова е нормално, дека без утакмици толку можеме, веќе следниот ден покажавме подобра игра, 3:1, меѓутоа повторно се вративме со 0 бодови. Реков дека од викенд на викенд нашите игри се подобро. И така беше. Израел го тепавме со 3:0, 3:0. Се доврши киксот против Данска. Оно еден изгубен поен. Меѓутоа и тука знаете како
ние не знаевме дека уствари на победите се бројат. Ние мислевме дека поените се бројат, а поените немаат клучна улога. Значи прво беше победите, а после поените. И оној кикс против Данска фактички таа победа, веќе не бодовите не се битни, таа победа можеше да не оддалечи на Final Four и веќе бевме едно 90% после последниот викенд сите да си резервираме карти за одмор, за Меѓутоа ја тепавме Данска, додека Грција во другата група надгледувавме, газеше се пред себе, имаше 6 од 6 и веќе рековме до 95% ние сме. Меѓутоа ајде ние нашето да си одигравме. Оде имаше клучна улога, има луѓето, јас мислам од ОФМ, кои што нашиот претседател и од управниот одбор, кои што дојдоа и ни одржаа состанок пред Австрија, каде нашите мотиви беа скроз доле и каде што видовме дека Грција победи 2 пати со по 3-0 и видовме дека ние мораме да тепаме 2 пати, па тек после да гледаме како ќе играат тие предпоследните последниот викенд. Мислите да се совладат 2 пати селекцијата на Полска, за тоа мислам. На Австрија. Сега бевме Израел, па Данска, Австрија и на крај Полска. Не ви кажувам како беше внатре во репрезентацијата, како беа односите, како беше тоа семејство, како функционираше овие. И луѓето ни рекоа, момци, оваа година е сменето правилото. Нажалост 3 одат, двата првопласирани, Полска како домаќин и најдобрата трето пласирана. Така што не е изгубено. Да. Така да вика најбитно ние да си го направиме нашето. Да ги победиме 2 пати Австрија, да ги победиме 2 пати Полска. Ако е доволно, супер. Ако не е доволно, ние со тие 4 победи сме второ место и сме го направили истиот успех како лани. Сега, под разни околности, ние нема да учествуваме на Final Four, бидејќи Полска како домаќин го зема организацијата. Меѓутоа што се случува? Тепаме Австрија 2 пати 3-0, во исто време Грција добива 3-0 Белорусија и губи 0-3 другиот ден одма од Белорусија. И веќе доаѓаме, ние имаме 5-3, ние имаме 5-3 победи, ти имаат 7-1. Така. А на крај последен викенд ти играат во Словенија, ние играме во Сколска. И кажуваме дека сега победите се битни. Да. И ништо во игра, момците веќе сите сме желни. И што беше интересно беше што во Полска игравме петок и сабота, во 5 часот, а Грција играше сабота од 8 и недела од 8. Така да повторно они ќе има што се случува, ќе знаеа што се случува, знаат што им треба. Првиот ден 2-3 за нас. Победа, сепак. Победа, 18 бода. Грција 20, стои на 20. Вториот ден 3-1. 3 бода, 21 бод. Сега Грција не смее да направи победа под прво и не смее да земе 2 бода. Например, 2 пати да изгуби по 3-2. Славиме ние во фоето и гледаме лайвскор Грција. У Полска. 1-0 радување, 2-0 радување, 2-1 почнува стрес, трет сет водеа грците 20-16, 22-18. 25-23 за Словенија. Радост, знаете каква радост. Малку не, ајде, како се размислува, нели Словенија одработи, но во секој случај не одработи за Македонија, туку Словенија можеби како една од најдоминантните во ова евролигашко надпреварување се случи. Тој Final Four, односно тај завршен турнир во Полска, Македонија, Естонија, Полска, Словенија, така беше. Оној можеби направа 2 пати поразен од Естонија и направи кој што значеше билет во големото финале од Евролигата. Да. Па видите како ние уште на почетокот кога гледавме снимки видовме дека таа Естонија не е истата која што беше на почетокот. Во смисол паднати се, доста се паднати во формата, додека ние сме горе, дека нашата селекција од тој прв викенд не беше истата. Тоа беше две тотално различни селекции. Ништо, рековме, идеме у финале. Мораме да идеме, мора да го направиме тој чекор. И излеговме внатре, видовте, кај сите нас имаше крв у очите, се бореше и... Никола, можеби не можеш да се сложиш со мојата констатација, но сметам, бидејќи ги следив на делот на преварите, најголеми делот на преварите, но мислам дека буквално против Естонија вие брилиравте. Да, тоа беше најдобрата партија за мене. За мене, после Австрија реков, овие беа најдобрите наши две утакмици. После Полска реков, не Австрија. Ова се двете најдобри утакмици.
после Естонија реков ова е нашата најдобра утакмица. Така, и јас реков доколку вака одиграт момците против Словенија, Словенија нема да биде многу лесно да го добие Македонија, иако беше фаворит. Искрено очекував дека ние ќе одиграме така. Очекував дека бар ќе го покажеме тој, меѓутоа бевме преморени. Така. Строшени. Знаете друго што исто влие кога играте од 8 часот и кога играте вака тешка емоционална утакмица, вашето тело не може да се одмори. Ние сите до 5 сат не можевме да заспиме. Ние бевме по собите, одмаравме, спиевме. Меѓутоа јас легнав во 1 до 5, нема шанса да заспиш. Така. Но во секој случај сем они убави работи и го делава македонската репрезентација, ги следеа тие пекови во делот на организацијата, тој автобус фамозен за Полска, незавршен турнир, па оној дефект тамо кај Ниш, што може би на некој начин психолошки влијат на играта, но покажавте дека можете и покрај се да презентирате на квалитетна одбика. Знаете како, ние се бориме за Македонија. Ние гинеме за Македонија. Дадовме се од себе. Тоа е тоа. Луѓето што беа околу нас од управниот одбор на ОФМ, исто така од автобусот, газата, Дончо Арбонацев, кој што многу ни помогна. Би сакал да искам голема благодарност и до него и до управниот одбор на ОФМ, кој што ни овозможија. Ова лига беше најдобро организирана од сите. Сега ова што се случи со Final Four дела и наша вина. Затоа што до последен момент не се знаеше. Не се знаеше дали влегуваме. Ние у недела у 10 часот дознавме дека идеме на Final Four, а веќе вторник требаше да се летат. Они беа, луѓето од федерација беа резервирале карти. Меѓутоа, у понеделник рекоа дека тие резервации, знаете како, треба да ги платите. Так. А не беше сигурно дали оди. Недела не работи ништо. Понеделник ние се јавивме да ги резервираме, не може, единствена опција ни остана автобус. Добро, да уживаме во плодовите, во тоа сребро кој што го освоивте од Евролигата, ЦЕФ, мислам, тоа е веќе еден голем, огромен успех. Ми се насмевнува Светската лига, односно Македонската одбојкарска федерација, пријави учество на сениорите во Светската лига. Што може да очекуваме, Ѓорѓиев, сега? Може ли да се носи Македонија, вие, момците, со таа елита светска? Може сега. Например, видите се, репрезентацијата на Словенија, репрезентацијата на Естонија, по дефолт да биде исто како оваа година системот на рангирање, репрезентацијата на Словенија ќе го освои тој трет шешир пеејки. Значи, таа светска лига е најкомерцијално надпреварување, најголемо надпреварување. Меѓутоа, сега е поделено на 3 шешири. Така да ние влегуваме во третиот чешир. Третиот чешир има репрезентацијата на Грција таму, репрезентацијата на Турција таму, сега Словенија ќе биде таму, репрезентацијата на Црна Гора, Казахстан, Мексико, Венецуела, значи тие репрезентации, јас сум сигурен дека ние ќе играме со нив. 100% ќе играме. Ние, меѓутоа, она што е најбитно, јас гледам во нашата градина, најбитно е момците сега да најдат добри клубови, Господ да ги чува и нас да не чува сите од повреди и здравје Боже да имаат сите убави сезони, здравје Боже до година кој ќе дојдеме исто така имаме, што е за мене уште побитно е квалификациите за европско првенство. И кога седев со претседателот и со управниот одбор им реков дека тоа треба да ни биде приоритет, исто со Светската лига, меѓутоа тоа бидејќи мислам дека оваа генерација по Европската лига, здравје Боже Светска лига, едно европско првенство мора да биде еден максимум. Бидејќи јас мислам дека ова сребро сега што го освоивме не е на исто рамниште со европско првенство. За мене европско првенство е поголем успех. Има ли потенцијал, имаме ли шанси да се најдеме на европско првенство? Оваа генерација може се. Оваа генерација може се, чак и генерацијата после тоа 87-ма што сме и помлади, исто така може да прави големи успеси низ Европа, затоа што сме од 2000 година заедно, многу е вложено во нас, многу сме живееле заедно, многу припреми, многу утакмици имаме заедно за себе, така да сега сме во најзрелите години. Има Македонија, одбојката има уште 6-7 добри години квалитетна одбојка да се игра. Но некако ни абстинира таа македонска клубска одбојка. Ѓорѓиев, дали со овој успех кој што го постигнавте во Евролигата, со ваквите амбиции кои што ги најавувате и за Светската лига и за Европското првенство, нели желба, мотив, елан, може ли да се сменат некои работи? Сметате ли дека може да се иницират сега повеќе да се вложува во одбојката?
Да дојдат ни посветли денови за македонската клупска одбојка која што дефинитивно е маргинализирана. Да, така е. Па видите како јас секогаш кога сум дал интервју сум рекол дека ние репрезентативци сме тие што мораме да направиме еден успех да извадиме одбојка од маргините. Еве го тој успех. Тоа е тој успех. Тоа е сребро, одбојката е број 1 во последните недела дена во Македонија, така да мислам дека сега иде луѓето до федерацијата сега, кои што се едни одлични луѓе, и мислам дека веќе заслужуваме еден добар, стабилен спонзор кој што ќе ни овозможи и добра репрезентација, а пред се добра клупска одбојка, бидејќи кога ќе заминат Ѓоргиеви, Милеви, Лавтови, Симовски, после тоа треба да дојдат нови генерации кои што исто така треба да не радуваат, а и ние да им бидеме тренери, да ги учиме. Пола, да не кажам, цела репрезентација е струмичка. Со оглед дека од 6 мина, 5 мина ротиравте и кои што тројца бевте најстандардни во овие цел циклус. Кому му го припишувате тој успех? Види се, да, 6 души сме од Струмица, меѓутоа 12, глобала 12 сме може сите. Да, но може слободно струмички состав да излезе како репрезентација. Тоа се случи мислам минатата сезона овде во спортската сала парк, кога во одреден сет игра само струмички деца. Да, па знаете, Струмица е расадник на одбојката, Струмица. Меѓутоа ја не би сакал така да зборувам, бидејќи јас сум капитен и ова е репрезентација, ова е Македонија, ова е држава. И мене ми е битно дека има единство ли? Сакаш да кажеш? Да, единство. Сакам да не биде сега струмичките деца прават нешто, другите деца не. Сите го правиме ова заедно, сите сме македонци, сите сме за оваа држава и тоа ми е најбитно. Не сакам никогаш такви одвојувања. Меѓутоа да, 6 души се од Струмица и за мене како да би ги нарекол татковци на оваа генерација се дефинитивно Јошко Миленковски и Кире Ричлиев. Така. Кој што во секој случај треба да им се одолжите ова сребро, не знам дали и на Македонија, но и на нив, но во секој случај ќе бидат горди и Јошко и Кире, доколку бидете дел и од Светската лига и таму книжете победи и обезбедите пласма на Европското првенство. Секако. Ја реков исто дека сите одбојкарски стручњаци кои што се во Македонија треба гордо да излезат и да се прошетаат, бидејќи ова се нашите 5 минути, ова е за сите нивни успехи, сите ние сме нивни деца. Никола заминува за Јапонија. Да. Мислам тука некаде септември, октомври или? 9 септември. 9 септември. Нова средина, нов клуб. Да. Те фаќа некако. Па ти кажам, малку во сега почна да ме фаќа вака како ќе биде, што ќе биде, меѓутоа сега баш денеска гледав да ми стигнала за виза документите. Так. Има напишано екипата како е, слики од сите играчи, име, презиме и напишале we wait for you soon. Така тоа ми остави многу далеко, на блискиот исток. Многу нема, па ја и кога бев у Париз, Анкар си доаѓав на 3-4 дена во декември и тоа е тоа, немам ја некои паузи. Така да јапонците ќе дознаат дека и во Македонија има квалитетни одбојкари. Па мораме да шириме границите. Мораме. Никола, јас ти благодарам на ова интервју што беше во дел од емисијата Виспорт. Многу успех со македонската селекција, македонската репрезентација, лично тебе и на сите останати момци, не само струмични, туку и останатите, она што премногу го кажа да ги чува Господ здравје, да си најдат клубови и да напредуваат, а со тоа да напредува и македонската одбојкарска репрезентација. Ти благодарам што беше. Почитувани гледачи, тоа беше Никола Ѓоргиев, еден од сребрените од Евролигата со амбиции за победи во светско-лигашкото одбојкарско надпреварување, но и Македонија еден ден да ја видиме на Европското одбојкарско првенство. А освен одбојкарските репрезентативци, денови активни беа и кошакарските репрезентативци. Тие во Гевгелија го одиграа на контролниот надпревар со Венецуела во рамките на подготовките за Европското првенство. ТВ каналот ВИС беше во салата 25 мај во Гевгелија, каде разговаравме со Маријан Стрбиновски и струмичкиот интернационалец, повратникот во македонската кошаркарска репрезентација Владо Илиевски. Еве ги разговорите со Маријан Стрбиновски и Владо Илиевски за околу подготовките и очекувањата на македонската селекција од Евробаскетот во Хрватска. Значи, крај на недела, полека играчите ги стига умор. Видовте и условите у салата како беа за играње, стварно беше многу тешко да се игра. Доста проблеми на нивната агресивна одбрана имавме во првиот дел. Со пренос на топка,
со организација на напад доста тешко. Значи во вториот дел сменивме неколку елементи, поставивме нешто друго што функционираше. Заедно со нашата желба излезе како добитна комбинација. Значи ипак кога губите, кога се враќате, кога победувате, значи сме покажале карактер и тоа е за поздравување. Тоа е од прилик. 4 надпревари. Оди ли во играноста на составот во нагорна линија според тебе, на надпреварите што ги имаме? Добро, денеска може да сами да приметите, ни фалеше нашиот најдобар играч Војден Стојановски, кај што новиот пријателски беше еден од лидерите. Значи ни фалеше во игра, се виде тоа поготово на у напад. Немавме уште еден разигран пик н рол играч. Формата оди нагоре, значи имаме пак нешто доста недостатоци. Денеска за прв пат дебитираше и Хендрикс, значи ќе му треба и малце време и нему. Значи они доста менјаваат денеска одбрани, кај што ние немавме многу време со Хендрикс да ги припремиме сите напади за сите одбрани. Али добро се стане, значи за почеток покажа дека ќе биде големо појачување за нас. Што те загрижува како селектор, како прв човек на клубот, барем до сега? Има ли нешто што те загрижува или што треба да се отстрани во? Па добро, да ме загрижува нешто многу нема, него само некои ситни недостатоци мора да се поправат. Значи не можеме ние 3/4 да не влеземе во бонус, значи мораше тоа порано да го направиме, значи да спречиме нивните контранапади и отворени шутеви со фаули. Задната четвртина влеговме како што треба во бонус, значи има некои работи кај што треба да се работи на тоа. Мислам сега Литванија или Сега Литванија. Сега сме на 14-дневна турнеја кај што ќе изиграме 6 изузетно тешки надпревари. Али како што знаеме, во Загреб нема лесни противници, значи мора да се навикнеме на јаки надпревари. И мислам дека тие надпревари малце ќе биде понапорно од нормалното, пошто имаме доста пат и многу тешки утакмици кај што вие не може многу да калкулирате со тие противници, пошто доста силни. Али за воиграност и за да осетиме силина на права репрезентација, ќе ни дојдат во право време. И уште едно може би најчесто прашање, но за прв пат на ВИС телевизија. Што може да очекуваме во Хрватска? Борба на секоја утакмица до крај. Благодарам и многу. Благодарам и на вас. Тежок натпревар со Венецуела, барем од она како резултат, како бројки што ги видовме на семафорот, краток коментар. Па тешка утакмица од аспект на некоја физичка измореност, да кажеме, ненормални услови во салата. Така да и резултатот е очигледен плод на тие настани. Така да може само да кажем дека сме задоволни од победата. Продолжуваме во тој победнички ритам и сега доаѓа она да кажем 14-дневна турнеја. 14-дневна, да, она што да кажем ќе биде поозбилно него овие 3-4 утакмици кои што беа, затоа што играме со репрезентации кои што се стварно во врвот на европската кошарка. Така да ќе пробаме да ги искористиме на што подобар начин. Секако ќе одиме на победа на секој натура, но мислам дека сепак најбитното ќе следи на Европското првенство во Загреб и се надам дека таму ќе бидеме во таа топ форма. Најчесто поставувано прашање, но пред Струмичани за ТВ каналот ВИС. Што може да очекуваме во Загреб, односно во Хрватска? Па и јас ќе бидам многу среќен ако го поминеме првиот круг, значи таа наша група и тоа мислам дека ќе биде огромен успех за оваа генерација. Ги повикуваш Струмичани да бидат таму? Секако ако може да дојдат во што поголем број. Мислам дека ќе има многу македонци, така да се надам дека ќе уживаат. Минатата недела фудбалерите на Беласица одбележаа 93 години од функционирањето и постоењето на овој клуб преку изјави од повеќе соговорници за и околу растежот на фудбалскиот клуб Беласица и што може да очекуваме од овој клуб ова сезона. Еве го одбележувањето на 93 години од постоењето на Беласица. Беласица одбележува 93 години постоење, покрај мене една од легендите на Беласица, дедо Перо Динков, кој што кога има слободно време, барем како што разговаравме, постојано овде на трибините на стадионот Младост, а можеби повеќе од 50 години активен на фудбалските терени. Дедо Перо? Па слушай, тука сум, уште кога почна стадионот да се гради со буцкилјавачица. Бех тука
И тогава и мојот татко беше у управата, Хиродинков. После тоа известно време стори го жица, стори даски околу целата даски и од тогава редовно сум доста и после почнах да играм за подмладока, па Беласица и до четврта зона кога ще вземе, јас не можех да играм, затоа што бех повреден у коленото, требаше менискоз да се правам, не се правих. И немаше кој тогава во тоа време кој да право да во иностранство, да пуштат ме во иностранство, не. Таа е. Но верувам дека ја следеше Беласица во својот развој, во својот растеж. Како старееше Беласица, односно како ги помнеше годините, така и ја следевте вие и едноставно што најмногу впечаток ви остави барем во овие Беласица тоа што беше добар колектив. Еден од добрите колективи, немаше да разделба у нас, имаше ученици и работници кои работаа во предпријатието. Тако разбиране имаше што немаше тука, јас тај, ти си тај. И добро ми нанесе додека можеме да играме фудбал. Така. Што како најголем успех за тебе го направи Беласица? Најголемиот успех што градо го поддржа Беласица, дава тогава по некоја пара за Беласица, одржаваше, имаше и добра екипа кој достигна до втора лига. Тоа ме радува мене, само јас не можех да учествувам во втора лига, зашто бех повреден. Важно, Беласица би требало да се остане и понатаму. Ако еден град не може да одрже 100 фудбалери, не само фудбалери, и одбојкари, кошаркари, и се, тога ништо не правиме. Сега гледам добро изразам има, кои што дават некој напредок колку Беласица може да биде, па да видиме. Јас се надевам оти нешто ќе биде. Беласица сега е трета лига и можеби едно од полошите сезони, односно последниот период 2-3 години. Што очекуваш ти сега од Беласица? Јас се чувам што се зафатани така, би направиле нешто, би можело да направат и може да одиме понатаму. Како сме можеле да одиме во втора лига, зашто са во Републичка да не одиме? Само кој да има да ga поддржават Беласица, ништо друго. Тоа е. Благодарам многу. Молим, хвала. Дел од историјата на Беласица е запишени со името на Томето Семенков. Томе 93 години Беласица одбележува. На самиот старт, 93 години не е мала работа, еден од најстарите македонски клубови. Што како желба би им посакал сега ти на струмичките синобели, на управата, стручниот штаб, на сите кои што се вклучени во Беласица? Сепак роден ден е. Така е, денеска е 93-тиот роден ден на фудбалската Беласица, 22 Беласица на 13 август. 12 е регистрирана, а објавена на 13 август. Овој јубилеј започет, ви спомнавте, кажавте ден на најстарите клубови. Три најстари клубови. Прво е Балкан, Љубутен 19-та, 20-та Балкан, 22 Беласица. Значи трет клуб во Републиката. И тоа уште во кралството Срби, Хрвати и Словенци. Значи, у тоа долга историја Беласица има многу успеси, многу има кој го афермира нашиот град, го афермира Република Македонија во тогашната Југословенска унија, кога живеевме. Ќе кажам, во оној период токму на сите јубилеи Беласица, 57 година, на 20 години јубилеј Беласица влезе во тогашна четврта зона. После тоа 83 година Беласица влезе во втора лига. 87 година Беласица влезе во прва Б лига, значи на 65-тиот роден ден. Овој роден ден сега имавме шанса да влеземе во втората лига, меѓутоа поради сплет на околности, ето среќата не напушти, не можевме да влеземе. И во оној период сакам да го кажам, кога Благој Статов беше шеф на стручниот штаб, тој ни каже таму едни податоци. Јас бев платен секретар на Беласица, од судот дојде во Беласица година дена. Значи, за 3 надпревари 83 година, на 7 септември 83 со Тетрис продадовме 5000 влезници. После на 21 септември иста година продадовме 11 без 135 карти. И после 2 месеца на опроштајната на Благој Статов еден спектакл продадени скоро 9000 влезници. 9000 продадени влезници. Дали сега може да очекуваме таква посетеност, да се врати публиката? Кажа и спортот е макотрпна работа. Значи преку ноќ успеси не бива. Не може да се стварат прво ните фудбалери и услови да имаш не можеш пак да го створиш тоа. Кажа Претешко слушнав и Благоја рече дека за 3-4 години, значи еден период во кој може нешто да се направи.
И ако е тешко ние да ја врнеме за 3 години Беласица, ни преследе, значи една година сме сега во трета лига, па втора лига, тек трета година, значи еден период сложен кој бара време и стварање на играчи и услови стварање. Бидејќи тој е сега млад, кажа дека е во фудбалот, знаете ви во друг спорт беше, меѓутоа за такви личности се потребни. Јас бев 21 година директор на спортскиот центар на овој стадион тука и на спортскиот центар. Сега едно младо, амбициозно дете да го наречем, бидејќи па мислам дека она што го направи сега во почетокот, верувам во него. Верувам во неговите планови, бидејќи прекитно ги слушам јас неговите планови, а не му да го обраќам многу внимание. И гледам еден ни кажа, ќе видиш Чичко Томе, ќе го прашаш да видиш, вие стваравте со Чичко Благој, со ти ствараш и други ствара, меѓутоа јас ќе стварам уште повеќе од вас ќе направам. Му кажав дај Боже, еве Господ ми е сведок, а он тоа ми го кажа, а он мисли јас го заборави тоа. Не го заборави, сега шанса ме потсетите да му кажам. Верувам во него, верувам во неговите способности и сметам дека Беласица може да ја донесе, бидејќи е млад, 30 години. Јас сум 70, а он е 30 години. Сега за перспектива каква има пред него. Значи тој и така да Беласица постигне она што го постигнавме во оној период во Беласица, не можем да ја заборавам она кога Благо ја водеше, кога имаше по 15.000 гледачи тука и да не зборам се повеќе. Се надеваме така, се надеваме дека така. И мислам ќе бидеме живи, да знаеш, ќе бидеме. Да простори за останатите кои останат. Така. Добри 3 децени или 30, повеќе од 30 години белег свој на растежот на Беласица даде и Благо Истатов, струмичката интернационална звезда. Можеби сега индиректно, но сепак и понатаму си поврзан со Беласица. Истатов, ако те прашам, 93 години Беласица, што ти паѓа прво на памет? Прво, Беласица е дел од мојот живот. Јас бев преку 30 години во Беласица и као голман, и као тренер. Во наше време доста успеси имаше, а немаше ги тие услови кои што ги има сега Беласица. И штета Беласица да биде од трета лига, нови стадион, нови рефлектори, нови трибини тука. И ја мислам, тие години што ги поминаме така бедно со Беласица, тоа е штета за Беласица. Али, пак ќе кажем, луѓето прават, луѓето расипават. Сега се најде нов спонзор, вие гледате за кратко време што има направено овој, ние го викаме Пинда, кој он какви фатија на работа го врши до крај. Гледате какви стадионо реновиран 100%, трибиници изчистени, после толку години беа изчистени, рефлекторите сега се прават, сега се регистрира, ќе има меѓународни утакмици тука и таа е се заклучи од новиот спонзор на Беласица. И такви луѓе треба на Беласица кои ги сакат од срце, а не само да ги напаѓат. Еве сега баш не ме радува ветерани, најмалку 30 деца не дојдо ветерани тука да дојде да го поздрават 93 години, га славаме Беласица, а ние нема ги овие луѓе тука. Нека и на душа, они знаат кои се тие што се, намерно доваѓа што се љубоморни. Да, во секој случај Беласица роди плејада на фудбалери, на личности кои што и впрочем е бренд за Струмица, мора да си признаеме. Пред малку слушавме дека со Динамо Загреб 11.000 продадени влезници, кога играше ти проштал на 9.000 влезници. Можеш ли, Благо Истатов, сега да замислиш како би изгледал стадионот Младост? Може ли тоа да се случи повторно? Може да се случи само со успеси. Ако има успех, ќе дојде народот, ќе гледа добар фудбал. Јас се надевам сега како е почнал Беласица, да оде корак по корак. Ја мислам за 3-4 години Беласица ќе играме во Европа тука и тај стадион ќе има 35.000 публика и пак ќе заврате публиката тука, зашто нашата публика разбира фудбал, сака фудбал. Ама треба да го направиме сега. Видиш, има сите услови ги има. Само треба екипа да направиме, успех да има, пак се врате народот. Тогаш имаше резултати, имаше екипа и ова таа генерација цела е моја. Јас 10 години со них работев во втора лига и во единствена лига. Сите сега, од Беласица, сите еден до еден играч, не сам и бил тренер. Али тогаш стоеше цел град за таа Беласица. Презателно собрание, презателно извршни, не говорам, сите политички фактори беа заинтересирани и сите помагаат како и имаше членове многу убави. Сега сме оставени тука на еден млад, амбициозан, бивши, мислам, исто и он е спортист, он е Кингс бокс првак во Европа е бил. И сега он го сака спортот и затоа е дојден да помогне и ја му... Сакам да те прашам, нескромно е вака, но слободен разговор е.
Веруваш ли во неговата амбициозност дека сам ќе успее се до тоа да го направи Беласица да ја вратимо онаму каде што? Ја имам поверение во него, ама не сам. Сите ние што га сакаме Беласица да му помогнеме, а не да бегаме да го критики да му даваме. Ти што се изели од Беласица, тоа е греотаа. Ево гледате, делта кажуваат. Не е това да го фанем јас од пинда, пријател или другар, али гледам од Исака. Ево, зима играчи, направи ресторант, герани играчите, опреми, сега направи нова школа со 150 деца. Това кој знае од кога не е било Беласица. И од тие 150 деца пак излезат некои Панде, Попов, Стојковски, Стојков, Бадовалиев, сите тие млади што се сега легенди, пак излезат од тие деца, ама само работа треба. Без работа нема работа, ништо. но и подршка од сите. И подршка од сите нас. Сите кој може, колку може да му помогнеме. А не да му одмагаме. Многу лесно да му одмогнеш, тешко да му помогнеш. И така ја да ти кажам што ми постави питање, ја имам поверение од него и ќе успее. И за крај, што како желба им посакуваш на Струмичките сино-бели по повод 93 години роден ден? Ја и сакам желба 93 години, ова година да влеземе во втора лига. Требаше малку фалиш да влеземе, али добро сега. Тоа се стори, сега да го заборавиме ова. Сега иде ново првенство, сега да се направи па Беласица добра екипа. И ја мислам ова година сигурно ќе влеземе, а до година во прва лига. Шеки. 93 години повторно заигра во дресот на Беласица. Како е чувството? Чувството е многу добро. Да игра с млади деца на тие години. Се подсетили на некој? На што се подсетили? Па самиот терен ма привлечува за да истрчам. Многу време бех поканен да дојдам да играм, али со здравието не бех кој што треба. Васко Ѓорѓиев дојде да ма покана доле директно од работа и дојдех. Викам ќе дојдам. Може и последен пат ќе ги истрчам на тај градски стадион. Не, и на 100 годишнината ќе те побараме. Здрави и живи да сме само. Така. Рече дека сакаш да доаѓаш овде на стадионот Младост, но од други причини нели си зафатен, но да се подсетиш на тоа време кога ти беше дел од составот на Беласица, кога впрочем твоето име се уште се зборува на големо за тие златни времиња. Како беше тогаш, како е сега? Во това време имаше многу играчи што стварно не можеш да одвоиш ни еден генерација, златна генерација, со години се играше, али имаше и други генерации што излева, што можеа да заменат. Јас генерација бех, со 71-ба почнах да играм, Ѓорѓиев, Пандазиев, таа генерација, они се откажаа, па ние настапиме таа генерација, Рингов, јас, Мавков и многу други, да не ги набром, може и само можем да се сетите, да. Иначе генерација, многу фина генерација. А сега тие времена што се многу поварно да бидеш сега играч и да можеш да одеш дали. Ние тук си останаваме. Едино ми беше прескоко Тетово и Панесат во Струмица. Так. Но има сега услови, но Беласица, да си признаеме, трета лига е. Не знам што да кажем, това има деца со 1000 генерации, тука се поминале, па има деца, зашто да нема екипа Беласица. Јас не вреѓам никој, ни хоризонт, ни моризонт. Еден хоризонт прва лига да има, а Струмица да нема. Това за мене не знам што работи. Дали е спонзор, дали... Сега во новото раководство веруваш ли ти? Со златни деца ти... Јас верувам, би требало да направи. Може ли да се врати Беласица таму каде што сите го ја сакаме, прва лига? Зашо да може да се врати. Што е потребно? Сега знаеш што потребно и па да се зема некои поисписани играчи со тие млади деца, за да може. Они само се продава, а нема. Гледаме, јас доаѓам, гледам, пратам. Не може да биде играч што со 2 години тренира да биде да игра. Ние генерации сме минале, за дек да дојдеш да играш. Това изрод кај мене е било што јас сам на 17 години заиграјал. Като дете што ме препана и публика и сите. Значи треба уште од мали нозе да се ради. Да, маленки нозе. Јас немах бос си игре, во малта дојдеме се кара едноставно да дојдам на игралиште да играм. Чек, јас ти благодарам на оваа кусно интервју да се посвети народот ти за тебе. Благодарам уште еднаш.
Почитувани, тоа би било се во овој издание на емисијата Виз Спорт. Пријатно.